Благодарам. Подпредседател на Комисија за европски прашања, почитуван министер за администрација и информатичко општество, почитувани колеги пратеници. Јас ќе почнам најпрви со една молба до министра, тоа е да го повлече овој закон, а во дебатата ќе образложам кои суштински повреди ги има во процедурална смисла на носење на овој закон направено, а нормално и во смисла на самиот и содржината на самиот закон. Истото ова би му го советувал да го направи и со претходниот закон за администрација, кој што помина овдека на Комисија за европски прашања, за кој што немав можност да се произнесам пред се поради начинот на кој што функционира оваа комисија. Тоа е принцип на џубокс и кој кога ќе му текне ќе ја закаже продолжение или ќе даде пауза. Не се. Првата дилема која што се однесува конкретно до овој закон, и се надевам дека министрот ќе ме слуша прецизно затоа што навистина имам суштински забелешки, е тоа што зошто се носи посебен закон за усовршување на администрацијата, а не оваа материја не е уредена во системскиот основниот закон за администрација. Зошто се двои усовршувањето и се вади од постојниот закон за административни службеници во посебен закон со што се оптеретува целиот правен систем во Република Македонија? Мислам дека е ова прашање кое што можело и tekako квалитетно да биде уредено во законот, основниот закон за административни службеници. Затоа што ваквата пракса во иднина би значило дека сега ние треба да носиме посебен закон за правата на административните службеници, посебен закон за користење на годишен одмор на административните службеници, посебен закон за унапредување на службениците, посебен закон за плата на административните службеници и сето она што е материја на во делот на администрацијата и административните службеници, сметам дека треба да биде уредена во еден квалитетен закон кој што чие носење подразбира соодветна јавна дебата со сите стейкхолдери, со сите засегнати страни и да донесеме конечно еден закон кој што ќе биде закон каков што треба да има Република Македонија. Втората суштинска забелешка на овој закон, и оваа забелешка не е само моја, оваа забелешка е во континуитет и е посебно истакната во последниот извештај на Европската комисија, тоа е дека се носат закони во скратена постапка користејќи европско знаменце. За да биде проблемот уште поголем, во самото објаснување на предлог законот е наведено дека, цитирам, почитувајќи ги различните национални уредувања на земјите членки, Европската унија наместо со директива и регулатива за администрација ги задолжи своите членки да ги воведат принципите на ЕАП, тоа е Европскиот административен простор, ќе зборувам и за тоа, со нивните национални законодавства. Европската унија, цитирам, во областа на администрација нема регулативи и директиви, туку бара недвосмислена имплементација на принципите на ЕАП, каде стручното усовршување и обуката се едни од клучните елементи за нивно меритократско практикување, постигнување и развој. Како земја кандидат со отворен процес на пристапни преговори за полноправно членство во ЕУ, Република Македонија должна целосно и безусловно да ги практикува принципите на ЕАП во администрацијата, вклучително и во овој закон, раководејќи се од начелото на меритократија и администрација. Согласно деловникот, кога се поднесува еден предлог на закон, истиот мора да содржи одредени елементи, и тоа е дефинирано во член 135 од деловникот, каде што недосмислено вели дека воведот, ова од каде што читам, мораше да содржи преглед на регулативи од други правни системи и усогласено со предлог законот со правото на Европската Унија. Предлог на закони што треба да се изменат со донесување на закони и прописи, што тоа е за нашиот дел. Потоа вели дека
Кога предлог на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската унија, во воведот се наведуваат податоци за изворниот акт на Европската унија со пол назив, број и датум. Овдека во воведот на предлог законот никаде не се наведени ниту регулативи, ниту директиви, ниту било каков акт на Европската унија со пол назив, број и датум. Наведено е само дека се усогласуваме со принципи на европскиот административен простор. Одиме понатаму. Затоа сметам дека почитуван министер треба да го повлечете овој закон, затоа што никако не смел да оди во постапка со европско закон знаменце, затоа што нема никакво усогласување со законодавството на Европската унија. Тоа вие сте го навеле во предложението, дека националните законодавства си ги усогласуваат работата на администрацијата и дека Европската комисија, односно Унија, може да даде само насоки за нивно донесување на одредени законски норми, меѓутоа никако тоа не може да биде безусловно, никако тоа не може да биде наредено, затоа што доколку би било тоа така, вие овде ќе сте го навеле актот со кој Европската комисија безусловно и не знам со кои термини овде сте ги навеле, наложува, наредува на земјите членки да го направат тоа. Таков акт немате. За европскиот административен простор ќе зборуваме понатаму. Втората, односно третата процедурална пропуск или забелешка. Во образложението на законот сте навеле дека законот чие донесување се предлага повлекува обврска за обезбедување средства за негово спроведување од буџетот на Република Македонија. Значи овој закон повлекува буџетски средства, не сте навеле колку, меѓутоа законот повлекува средства. Одиме понатаму. Спроведување на законот во смисла на основање на Агенција за обука на административни службеници ќе предизвика зголемени трошоци во буџетот на Република Македонија, кои во првата година од примената на законот ќе бидат малку поголеми во однос на обезбедување на работен простор, опрема за функционирање на агенцијата, како и трошоците за раководење на агенцијата. Повторно сте навеле трошоци малку поголеми, меѓутоа никаде не сте го навеле сумата колку пари тоа ќе чини државата. И потоа, за да биде парадоксот поголем, во образецот кој што е составен дел на предлог законот, во образецот за проценка на фискалните импликации на предлог прописите општите акти доставени до владата на Република Македонија за нивно усвојување, вие како министер предлагач во делот на фискални импликации сите точки, почнувајќи од вкупни трошоци, одобрени средства, промена, расположиви средства од прелевање, сито ви се секаде нула. И во првата година, тековна година, и во втората година, и во третата година, и во четвртата година, секаде ви се нула денари, никаде го нема она малку повеќе од сега, малку помалку од утре, туку стојат нула денари и на овој документ кој што е, како што реков, законска обврска за предоставување на предлог закон во собрание, сте се подпишале вие. Контрадикторност. Овдека велите не ви треба буџетски средства, во образложението велите ви треба буџетски средства. Сериозна обврска, сериозен пропуск кој што мислам дека е битен и треба да го повлечете, зошто треба да го повлечете овој закон. И во делот на усогласување со законот со правото на Европската унија сте навеле со предлог законот се врши усогласување со принципите на европскиот административен простор, ниту име на акт, ниту број на акт, ниту име на регулатива, ниту број на регулатива, ниту датум кога донесеа, ниту ништо. Само се согласувате со принципи. И ја не знам како кога се согласувате со принципи на европски административен простор, ги носите експресно овие закони, а како не ви текнало вака експресно да се согласите со принципите на Европската унија, да речеме на владење на правото, да речеме на принципите на Европската унија за справување со криминалот и корупцијата, да речеме за усогласување со принципите на Европската унија во делот на труд и социјална политика, во делот на платите. Како тоа ова е поважно од било што друго или од било кој друг принцип кој што владее во Европската комисија. Затоа, почитуван министер, апелирам, сугерирам, ве замолувам да го повлечете овој закон. Сега одиме понатаму, да видиме што е тоа
европски административен простор, затоа што во Собраниево имаме пратеници од гледачкото мнозинство кои што само се возбудуваат при зборот Европа, а врска немаат што значи тоа, ниту читаат, ниту анализираат што е тоа европски административен простор. Во Европската комисија постои само еден документ кој што не е на ранг на закон, не е на ранг на регулатива или директива, туку е на ранг на комуникација помеѓу комисијата со Европскиот парламент, Советот и Европскиот економски и социјален комитет и комитетот на региони. Значи комуникација на Европска комисија сте навеле како акт за усогласување со европското право и тоа во последниот образец кој што се однесува и е составен дел на предлог законот, а тоа е изјавата за усогласеност со прописи на законодавство со Европската унија со кореспондентна табела, каде што по точка 2 во втората табела, каде што треба да наведете усогласеност на предлог прописот со одредбите од спогодбата за стабилизација и асоциација помеѓу Република Македонија и европските заедници и нивните земји членки, значи акт од спогодбата за асоциација, вие тука сте навеле усогласување со принципите на Европскиот административен простор ЕАП и европските принципи, стандарди и препораки од областа на стручно усовршување и обука на администрација, Сигма, принципи за јавна администрација, како и Enhancing the European Administrative Space Compact, тоа е актот за комуникација кое што претходно го наведов. Немам време и не би сакал да ја должам оваа дебата, да го проанализираме документот кој што сте го навеле, каде што има прекрасни работи, кои што итекако Република Македонија треба да ги имплементира со цел усогласување со овој административен европски простор и зголемување на потенцијалот на администрацијата, меѓутоа обуката на администрацијата е само еден мал сегмент кој што вие по принцип на шведска маса сте си го избрале од оваа комуникација, а се ги оставиле сите други работи кои што итекако се битни за интерес на јавноста. Овој документ се состои од 3 основни столба, во кои што првиот столб е агенда за вештини на јавната администрација, вториот столб е капацитетите на јавната администрација за Европската дигитална агенда до 2030 година, кое што буквално никој од владеачкото мнозинство не ја споменува, вклучително тука и министерот кој што итекако е задолжен за овој ресор. Третиот столб се однесува на капацитетите кои што треба да донесат до зелената транзиција. Апсолутно никој, ниту во еден член, ниту во една дебата, ниту во една реплика не ги спомна овие 3 основни столба од документот на кој што се референцира владата кога го носи овој закон. Понатаму на 100 страни се разработени прекрасни алатки, прекрасни предлози и прекрасни работи кои што треба, добро е, прекрасно е да ги усвои Република Македонија, меѓутоа никаде не можам да ги најдам во предложениот закон. Она што можам да го најдам во предложениот закон и она зошто се брза овој закон да се донесе во предизборие, во време на неколку месеци пред избори, во време на техничка влада, е исклучиво да се вдомат партиски подобни кадри кои што ќе бидат поставени за директори на оваа агенција која што ќе треба да се создаде, кадри кои што никако согласно ова законско решение не можат да бидат сменети. За нивна жалост, секое законско решение трпи измена и итекако ќе бидат и ќе можат да бидат сменети со измена на законското решение, меѓутоа исклучиво во предизборни цели, исклучиво во предизборна пропаганда да се вдоми некој партиски подобен функционер на одредена позиција. И ништо повеќе не може да се види
корисно во делот на ова што сте го предложиле како законско решение. Сите овие принципи постоеле во постојните законски решенија, сите овие принципи треба во пракса, во имплементација на законот да бидат совладани, да бидат имплементирани, да бидат реализирани. Ова е само гол популизам, PR маркетинг и носена на тотално непотребен закон во Република Македонија. Ви благодарам.